блокот по 8 часот, повестите во 8 часот, го посветивме на настаните, го најавивме џудо над преварот во Прилеп, зборувавме за нешто што поминало деновите на текстилот, така, односно на модата, на текстилот во Штип, може и така да кажеме, а во продолжение и за нов трет настан, Пешачиме за инклузија е инклузивниот настан кој Денис Јанкуловски од Здруженијето Аутизам Македонија го организира исто така на 5 октомври за поддршка на лицата со попречености. Која ќе биде рутата, како може да бидеме и ние дел од оваа активност, да знаваме токму од него. Добро утро, Денис, добро ни дојдовте во Македонија наутро. Колку време не сме се виделе ние во студијава 3? Добро утро. Па не знам колку време, ама со оглед на тоа како често идам, јас можам да ви кажам. Добре дојдовте во студиото и како се чувствувате денес? Да, ќе зборуваме за една убава тема, така да верувам дека сте спремни. Добро се чувствуваме ние така. И јас исто секогаш во ваше друштво, впрочем. Да, исто, да. Денис, имаме една многу убава активност која што сакам да ја најавиме години на нас, да зборуваме за потребите кои што ни се неопходни за сите да бидеме исти и еднакви во секојдневното живење, а не само на едно парче хартија. И тоа го правите и вие, меѓу другото, со сите активности кои се организираат. Пешачиме за инклузија е последната активност која што ја најавуваме, закажана е за 5 октомври. Да. Сега во сабота во 11 часот ќе кажеме и подетално за тоа. Како дојде до Пешачиме заедно? Значи, наназад неколку месеци јас секој ден редовно пешачам, нели пред се од здравствени причини, од друга страна и пешачењето за мене е една преубава активност. И сега во текот на сите овие пешачења има често ми се обраќаа некои луѓе, викни не сакаме да пешачиме, кога може, како да се подружиме. И викам, ајде, додека јас повикувам еден, двајца, тројца посебно, зошто да не повикаме наеднаш, да се направи нешто, како настан, со тоа што ќе се собереме. Значи, пешачиме заедно е за мене повеќе наменски, повеќе значаен. Од една страна, прво самото пешачење, нели, затоа што мене лично пешачењето многу ме релаксира, значи малку ментално ме ослободува, како да кажам. Од друга страна, од здравствени причини, нели, убаво е да се пешачи, сега малку воздухот знаеме како е, меѓутоа тоа не значи дека треба да седиме дома без разлика каков и да е воздухот надвор. Од трета страна, она дружење кое што не само мене, верувам на сите премногу не недостасува, она близко што ја имавме пред децении, а новиот начин на живот, овој динамичен и оно што не одвојува едноставно едни од други, без разлика дали роднини, пријатели, браќа, сестри, се извинувам, не се гледаме, не се дружиме, а сите понекогаш излегуваме да прошетаме, нели? Ќе излеземе со семејствата, со сами или со некого, па викам ајде и тоа да го споиме. Па на тоа се надогради, нели, и она што како здружение го иницираме, го правиме секогаш, поддршка за децата со атипичен развој, за инклузијата. Па на тоа се надогради и розовиот пикник, кој што се организира истовремено на покана на организаторите, рекоа дали може да дојдете да дадете поддршка. Викам, не само поддршка, туку меѓусебна поддршка ни треба нас дефинитивно. И на тоа се надогради и месецот на Дауновиот синдром. Значи, се во едно. Да, се во едно, така да верувам дека ќе биде убаво и она што јас лично сакав да го постигнеме, ќе видиме здравје да почнеме, тоа е да всушност секоја недела, ова е сабота заради други причини, секоја недела да има во 11 знаеме дека има собирање кај споменикот на Гоце Делчев. Сега, дали ова недела ќе бидеме ние тројцата, дали наредната нема да биде Ване или нема да биде Денис, не е битно, да се има термин, па кој кога може, како ќе доаѓа, едноставно на дружба. Така. Која е рутата по која што ќе се движат и оние кои што сакаат да се приклучат? Идејата замислено е, нели, да се собереме кај споменикот, кај фонтаната на Гоце Делчев. Се движиме во стариот дел на паркот. Тоа е едно за мене преубаво место, не само што ме потсетува на детството, меѓутоа мислам дека и навистина во градов, конкретно баш во градов, тоа е место кое што сме одвоени, како да сме надвор негде, како во парк, во шума негде, одвоени, а сепак тука сме. Така да ќе се движиме, она што го потенцирам и секојаш го кажувам, кога ме прашуваат за ова, ќе се движиме по асфалтиран, по рамен пат, затоа што, нели, сепак може да дојдат и лица во количка, кои што се малку потешко, кои што се движат, значи сепак ќе биде тоа движењето. Од тука ќе се качиме покрај стадионот,
ќе продолжиме по патеката, па сегде кај што едноставно нема некоја одредена рута дека мора, например, кој ќе стигнеме кај ова чешма да свртиме лево. Едноставно опуштено, слободно, се движиме, се шетаме, саат и нешто и потоа доаѓаме на школка за розовиот пикник да се дружиме и таму. Споминавте во еден од одговорите дека октомври е месец за потикнување на свеста за лицата со Даунов синдром, и ако за нешто гласно говориме во Македонија на ауторниз годините, говориме за неопходноста од инклузија. Затоа ни се потребни и различни реформи во сите сегменти од живењето. Но ајде да се задржиме малку на нас. Каков е впечатокот низ годините? Се рушат ли меѓу нас граѓаните стереотипите за нашите сограѓани со попречености? Научивме ли да ги прифаќаме? Па јас мислам дека има зголемување конкретно баш на таа тема за граѓанскиот сектор, односно обичниот човек, обичниот граѓанин. Мислам дека има зголемување на свесноста, секогаш тргам од себе, односно до што ние како здружение го правиме, и споредбено, да речеме, од првите години 2018-2019 кога сме почнале, како сме растеле ние, односно како расте и како расте зголемувањето на свесноста. Бројноста на сите тие семејства кои што се со некој вид попреченост, односно живеат со атипичност. Бројноста на семејствата и родителите и оние случајни, да речеме, минувачи кои што ќе дојат на настани, нас ни дава за право едноставно да кажеме дека навистина е зголемена свесноста, иако има многу работа, навистина има многу работа. Меѓутоа, тука не е за пофалба само граѓанскиот сектор. Значи, пак ќе кажам, нели, јас зборувам од свој аспект, од ние тоа што го правиме. Зголемен е бројот и на компании кои што се вклучуваат во настаните, кои што помагаат, поддржуваат, секој на различен начин, секој онака како што знае уме и колку може да помогне. Нас ни е секоја помош добре дојдена. Значи, се она што ќе застане зад нас, фактички застанува зад лицата со атипичен развој, односно застанува зад инклузијата. Така да, јас мислам дека има зголемување на свесноста, иако секојдневно треба да се работи на зголемување на свесноста за лицата со Даунов синдром не само во октомври, туку октомври да биде цела година, како и за секој друг вид состојба, болест, независно дали се работи за ретките болести, аутизам и да не ги редиме се. Едноставно сите лица со некој вид атипичност, односно различност. 5 октомври збирна место во колку часот? Во 11 часот кај мостот на кај споменикот на Гоце Делчев. Тука се собираме. Сега, доколку има нели премногу луѓе, јас се смеам како ќе се препознаеме, викам како оние туристички неводичи, веројатно или знам или чадор ќе земам нешто. Се смеам, нема врска. Значи, колку ќе бидеме толку. Секоја бројка за мене е значајна. Дали ќе бидеме 20, 10 или 50 души, навистина за мене е секако многу повеќе, е многу побитно, меѓутоа колку и да дојдеме, колку и да се собереме, секако дека е многу битно. Ајде малку и за Космонаутко, анимираната серија. Космонаутко, ако грешам ќе ме исправиш, од тоа дојде од ковидот, така? Да, Космонаутко остана од ковидот и едноставно веќе дури и вчера мислам дека имаше некој во месенџер господине Космонаутко ми пишува, така веројатно треба да го додадам имево. Така, тогаш поминувавме, ковид беше, поминувавме ни стрес сите. Јас не бе познавав лично, тогаш и не бев дел дури ни во ова утринска програма и знам дека секоја сабајле кога станав прво што го отворав е вашиот Facebook профил. Да слушнам оваа песна од Пет на утро, да видам из Грейсонс. И така некако влевавте убава надеж, позитива кај луѓето. Сега тоа заслужено носи анимирана серија, така? Тоа е тука е ексклузивно мала да речам најава ќе кажеме, затоа што сакам и со дечките од Види Вака сето тоа да биде убаво скоцкано, затоа што сепак тоа е нивна идеја, нивни проект. Да, секако знам дека секогаш сме добре дојдени и ќе кажеме. Така да, тој е еден убав проект кој што полека ситлееше, меѓутоа веќе почнува да има некоја, да речам, почетна фаза на реализација, меѓутоа во секој случај убаво е, навистина мене ми годи се она што е поврзано со Космонаутко, а што е убаво, во секој случај за мене е навистина преубаво, има убави нешта се случиле и тогаш, ќе се случуваат и сега како ова, како нешто уште ќе има и
и Здравје Божеќ излезе и документарен филм кој што и тој треба да се скоцка убаво, меѓутоа постепено едно по едно ќе ги најавуваме работите. Затоа викам со дечките од Види вака кои што се навистина прекрасни, значи не само што се креативни, него се и професионални и се за секоја пофалба. Ќе дојдеме во студиово, ќе го најавиме со тоа што тие сепак ја имаат нели идејата, приказната што да биде, веруете, навистина е многу убаво. Поврзано е космонаутко, а поврзано е и со ова што јас го работам, односно еве космонаутко го работи со децата со атипичен развој. Идејата е прекрасна и верувам дека ќе може да се ужива во сето тоа здравје. Ви благодарам за разговорот. За тоа ќе направиме посебна тема и посебен разговор. Да, секако. Во меѓувреме ние се гледаме на 5 во 11 часот пред споменикот Гоце Делчев во парк. Благодарам на поканата, благодарам на секојдневната буквално поддршка која имаме од вас, како што и од други секако медиуми. Се гледаме на 5 и се дружиме и тоа е тоа. Благодарим уште еднаш. Пријатно. Во продолжение може да подготвиме дел од програмската понуда на јавниот сервис, а до 9 часот ќе ги слушнете и деталите за овогодинешното издание на фестивалот Джифони Македонија. Ќе ги слушнете деталите за новиот конкурс на МОВ. Така, на Младински образовен форум. А по 9 часот уште еднаш подсетуваме, Калиопи ни доаѓа во студиото 3 на МТВ, зборуваме за последните подготовки и големиот концерт кој што се најавува за 19 октомври. Причина повеќе да бидете со нас, а во продолжение што се ќе гледате и на МТВ1.